Фреско живописа на единствената црква во земјава посветена на Свети Јован Владимир. Изградена во далечната 1925 година во Струшко Подгорци, црквата на 4 јуни, денот кога се слави овој светец, ќе биде преосветена. Овој свет храм е изграден по иницијатива на мештаните од селото Подгорци, на старо ваковско место. Почнете со градба 1924 година, завршен е една година покасно 1925 година и истата година 25-та е осветен. Храмот е во право аголна едноставна форма со апсида напред, но во тогаш нажалост останал не е фреско живописен. Сега е по да речеме 100 години од неговата градба. Бог благоволи да се фреско живописа, да се стави во сета своја велелепност и да се уреди неговото просторно уредување. Јован Владимир бил кнез владетел на Дуклја, кој во еден период бил заробен од цар Самуил. Во затворот во Преспа го сретнала ќерката на цар Самуил и се влюбила во него и тој му станува зет. Но трагично му завршува животот по распаѓањето на Самуиловото царство. Така завршува неговиот овоземен живот, но станува светител и го продолжува животот во Царството Небесно. 16 месеци му биле потребни на зографот Тони Милцов да ги изработи фреските за кои вели се оригинална изведба, работени со многу голема желба. Има фрески кои не постојат, начин на слики кои јас овде не го имам видено во регионот, во многу цркви работев. И јас лично овакво нешто нема, посебно житието на Свети Јован Владимир, кај што нема никакви прегради. Фреските се поврзуваат едно со едно. Заедно со професорот Сашо Цветковски најдовме решение како тоа се направи. Ете, излезе многу убаво. Има фрески кои не постојат. Значи ги креиравме од 2 од 3, се комбинираше, се вадеше, се додаваше. Карактеристична фреска е чудесното влекување на Свети Јован Владимир во Дуклја. Значи, маченичко страдање на Свети Јован. Интересна фреска е доста венчавањето на Свети Јован Владимир и Теодора Косавра. Фреска која тешко исто може да се најде е средбата на Свети Јован Владимир и Косара кога тој е однесен на измачување во затворот. На самото до него е Евангелието и крстот, кај што се укажува зашто тој проповедувал и е признат како светител. Од дењето на Свети Јован Владимир на лов, дури ги ставив царските кучиња, затоа што треба да се знае дека тој потекувал од таква лоза. После тука е каменот со се природата назад. Таа е истата земена од ова природа што е овде. Од овде што е, јас го ставив внатре, се го вградив. Каменот кај што се сретнале прв пат Свети Јован Владимир и Теодора Косова, еве го тука тој камен кај дабовото дрво надвор. Значи, ги внесов некои работи кои се стварно во ред. Кај што е маченичкото страдање на Свети Јован Владимир, се потрудив да направам многу убава макета за црква. Наумив да направам нешто за кој јас сам се чудам како го истерав до крај. Ама ете, ми успеа. Се надевам дека остан добар пример за тие и на генерации што доаѓаат, дека се е можно. Семејната историја се чини како многу да вмешала прсти кога станува збор за вклучување на Владимир Пупиновски како ктитор во црквата Свети Јован Владимир. Покрај низата случување на животот кои го поврзуваат со овој светител, огромна била и желбата да се дарува нешто што ќе остане за народот. Ми причинува да огромно задоволство и сатисфакција после скоро 3 години дека овој проект јас како ктитор на оваа црква на Свети Јован Владимир да го финализираме и конечно да го фрескописаме, да го уредиме просторот, да ја реновираме црквата храмот Свети Јован Владимир, кој е единствен во Македонија, како што е спомнато. Моите предци, моите корени се од Левчани и Подгорци. Значи моите дедо и баба и се од Левчанци, а мојот татко е роден овде во Подгорци. И тоа е додатна една сатисфакција покрај што го носам името на светителот. Премногу сум задоволен што можев и
луѓето од Подгорци, црковниот иницијативниот одбор ми дозволија, ми дадоа таква прилика да учествуваме со обновување на овој храм. Го реставриравме иконостасот комплетно, тој стариот, оригиналниот иконостас, 100 години стар, сега е комплетно реставриран. Тука на предниот дел од црквата ќе стои еден мозаик, исто која го прави еден многу добар уметник од Вевчани, и тоа е донација од Сашо Муковски, морам да кажем, да спомнам и него. Потоа се уреди целото дворно уредување, овдека беше од огранниот дел до внатрешниот дел, до кујната, до составните делови, да кажем, на црквата, и си го доби својот амбиент да стварно заличува на едно убаво каче, како што доликува на ваков храм. Култот кон Свети Јован Владимир е доста раширен и кај нас и на Балканот, вели Дарко Стрезовски, организатор на проектот. Ова место викано Свети Јонче во народот, постоело порано некој објект, меѓутоа никој не знае што точно постоело. Ние го знаеме како црква од 1924 кога е изградена. Традиционално секојаш тука се собирал народ на така наречени софри, која секоја фамилија си имала свој дел околу црквата, каде што се собирала и организирале тука ручик. Потоа тоа преминало во кумство, предавање на кумството помеѓу стариот и новиот кум. Задачата на стариот кум била од секогаш, да организира за гостите и за посетителите ручик. Тогаш на 4 јуни се собира овдека народ, не само од Подгорци, туку и од другите места, идат и од соседните места од Вевчани, Лубуништа. Преосветувањето на црквата ќе се одржи на 4 јуни со почеток во 8 часот и 45 минути. Со овој свет чин ќе чиноначалствува владиката Тимотеј. Предходно во 7 часот и 30 минути ќе биде ослужена утрена богослужба. За сите присутни верници ќе следува и богата културно-уметничка програма. Во наредниот период очекуваме поголема посетеност на манастирот од страна на туристи од регионот, бидејќи Свети Јован Владимир како светец неговиот култ е доста раширен на Балканот, во Албанија, Црна Гора и во Србија. Така да очекуваме од овие земји поголем прилив на туристи и посетители кои ќе доаѓаат во Подгорци.